Во нагласен зимски амбиент со многу снег и ниски температури, манастирот Свети Василий Велики на 14 јануари, Василица беше домаќин на уште едно празнување на светецот, кој меѓу другото е заштитник на планинарите. Народниот собор со верници од Кочани, Штип и поширокиот регион овој пат во помал број му се помолија на светецот да ги чува и штити од секакво зло и да им подари спокојство и здравје во новата година. Свештеници од црквата Свети Ѓорги ја одржаа свечената празнична литургија. Неколку свештеници од Кочанскиот храм служивме света литургија, а како што кажав, поради временските прилики и одзивот на верниците е помал, но сепак се надеваме дека од до година ќе имаме подобри можности и услови и повеќе верници ќе се одзоват на поканата, со што би се зголемила молитвената и духовната радост. Градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски, кој е редовен учесник во празнувањето на Свети Василий Велики, ја потенцираше традицијата во славењето на овој голем христијански празник. Ја користам оваа прилика, значи на 1650 метри надморска височина, да на сите верници православни им ја честитам старата нова година, да на сите оние кои што имаат куќна слава Свети Василий, односно Васил, Васка и така натаму, да им ги честитам куќните слави, да им посакам многу здравје на сите, да им посакам убави денови и да имаме овакви весели, радосни денови што е можно повеќе. Воедно ја праќам пораката од овде дека и на овакво време и на овакво невреме ние сепак православните верници го докажуваме верата во Бога и ја продолжуваме традицијата. Очекуваме дека оваа традиција ќе остане понатаму за векови. Кумовите Тони Тоневски и Иванчо Панов го искажаа возвишеното чувство кое го носеле во текот на годината на кумството. Еве денеска сме овде заедно со градоначалникот на Кочани, со свештениците од Кочанскиот регион, со верниците православни на овој голем ден Василица, односно на манастирот Свети Василий Велики овде на Пониква. Заедно и жителите од Проби, Штип и од Кочани традиционално да го прославиме големиот празник. Им го честитам празникот на сите православни верници. Честа и обврска е да се биде кум на манастирот овде на Осоговските планини. Користам прилика да ги поздравам сите верници, да им го честитам овој празник и да им посакам здравје, среќа и успешен живот. На манастирскиот ручек новопријавените кумови ги примија на чување светите икони на Василий Велики, кои ќе останат во нивните домови во наредните 12 месеци.